Коронавирусот се шири во Штипскиот затвор. Од денес инфекција со COVID-19 е потврдена кај двајца лекари кои имале контакт со затворениците. По извршената епидемиолошка анкета од страна на доктори од Центарот за јавно здравје и дадената насока за задолжително тестирање на докторот, стоматологот и на медицинскиот техничар, позитивни на коронавирус се докторот и стоматологот, додека медицинскиот техничар е негативен. Дополнително, во посебни простории за изолација се ставени уште 2 осудени лица кои што беа во контакт со стоматолошкиот доктор. Во текот на денешниот ден, 2 вработени лица во затворска полиција од засега за мене непознати контакти им е закажено тестирање, за нив резултатите ќе ги чекаат. Во меѓувреме, бројот на корона позитивни пациенти од истокот е во постојан пораст. Драстичното зголемување на хоспитализирани пациенти и речиси исполнетите болнички капацитети го отвораат прашањето дали државата има доволно капацитет во периодот што следи да ги згрижи сите оние на кои ќе им биде неопходна болничка помош. Имаме многу јасна и кристално чиста стратегија како ќе ги менаџираме болничките капацитети. Следна во која што ќе се третираат пациенти е модуларната болница на инфективната клиника, тука има 72 кревети. Следна институција е болницата во Козле, која што во еден период и беа сместени адултни пациенти, а после тоа се испредни и сега посветена само за деца, меѓутоа децата во принцип гледајќи од почетокот на кризата имаат многу лесна клиничка слика. Никогаш повеќе не беа хоспитализирани од 5 деца, се надеваме дека тоа така ќе остане. Македонија е меѓу 80 земји кои покажале интерес самите да си ја финансираат набавката на вакцини против COVID-19 преку Глобалниот сојуз за вакцини. Владата веќе побара Бирото за јавни набавки да предложи најсоодветен начин за остварување на оваа набавка и потпиша договор за да се потпише аванс и да се обезбеди финансиска гаранција. Според планот ќе се набават околу 800.000 вакцини, а истите први ќе ги примаат здравствените работници и луѓето над 65 години, а понатаму кога ќе бидат достапни се поголем број дози и луѓето помлади од 65 години со хронични болести.